Ако скратувањето на мојот мандат од неколку месеци ќе и помогне на државата Македонија да напредува во интеграциите или не знам во демократијата, уште денеска ќе поднесам оставка. Кога, како и каков опфат да има промената на уставот? Не би сакал да видам друг начин за да дојдеме до 2/3 и промена на уставот сега во однос на бугарите, освен дебата со опозицијата. Не знам зашто на друг начин би те убедувал со давање на нешто, пари, привилегии. Значи, ја не размислам ни тогаш ни сега за било каков друг начин, комбинација, како ја нарекуваат. Препознавате ли спрега помеѓу судството, обвинителството и извршната власт? Постојат неспорни спреги кои дури се некој пати видливи, не се судски докажани, ниту се видливи меѓу истакнати поединци од бизнис заедницата, преведено на народски меѓу најбогатите македонци. Замрзнати цени, но бизнис заедницата со забелешки. Тоа не се решение. Нема ниту една економија во светот која се бори со инфлацијата во исто време преку замрзнување на цените и зголемување на платите. Повеќе од половина вработени никогаш немале искуство да пишуваат или да читаат акти на друг јазик. Услови за работа во Европската унија е дека работат секогаш по тројца преведувачи, тројца толкувачи во кабина и се менуваме на по максимум половина час. Дојдете во уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ова емисија ја започнуваме од вилата Водна. Ке следите во наредните минути интервју со шефот на државата. Председател Пендаровски, најпрво благодарам за издвоеното време. Благодарам за поканата. Правната држава во Македонија е погребана. Граѓаните немаат доверба во судството, обвинителството, паѓаат пресуди, застаруваат дела. Последно што се случи деновиве е застари делото Титаник 2. Се боревте, нема правда, нема мир. И денес ве прашувам, што правиме сега во ситуација кога застаруваат делата од најголемата афера за прислушување? Прашањето е сега дали воопшто може да се спречат негативните трендови? Што зборам за наредниот период, сосема независно кога се следните избори, затоа што надолната линија во етаблирање на правната држава во Македонија трае 30 години. Со ова не сакам да се изземам себе си или било кој друг од оние кои се сега на власт, особено оние кои се надлежни да направат амбиент во кој ќе има правна држава. Не велам да решаваат предмети и случаи, меѓутоа да направат амбиент во кој ќе биде судено по закон. Значи, 30 години од влезот во транзицијата, ние практично имаме само реформи, повеќе или помалку на хартија, а немаме реални реформи. Ако ги погледате сите извештаи на Европската комисија од 2005 кога формално станавме кандидат, имаше и претходни извештаи, меѓутоа бевме со друг статус, ќе видите дека само од време на време во тие прилично обемни и темелни извештаи, само од време на време во некој параграф ќе се спомне благо подобрување на состојбите. Значи, фундаментално подобрување на состојбите во правната држава не е забележано во ниеден извештај од 2005 до последниот. Знаете дека, ако сме фер према себе си, дека клучните исчекори во однос кон Европската унија, Македонија ги направи заради имплементација на политичките договори. Добивме кандидатски статус и заради некои други работи, меѓутоа и затоа што го имплементиравме Охридскиот рамковен договор и воспоставивме за балкански прилики една прилично ефикасна мултиетничка демократија, како ја нарекуваме. Преспанскиот договор ги отвори де факто, најмногу ги отвори вратите на НАТО и станавме членки. Сега ова што се случува последниве условувања од Бугарија, дел од нив влегува во преговарачката рамка од летоска, од минатото лето. Исто така, ако ги исполниме тие уставни промени кои од нас ги бараат, повторно ќе ги турнат во втор план постигнувањата во наводници во делот на воспоставување на правна држава и за луѓето од Брисел ќе биде повторно побитно како ние политички ги менаџираме состојбите во државата која е хетерогена, во етничка, во религиозна, во културолошка, во секоја друга смисла, практично дали ќе продолжиме
да се приближуваме кон Европската Унија со еден модел кој е таму веќе практициран и се практикува со децении. Практично од воспоставувањето на Унијата како таква. Председател за уставните промени и за другите актуелни теми малце подоцна, но сега уште малку ќе се задржам во делот на правната држава. Титаник 2 застаре како предмет, што е дел од аферата прислушување. Долго време во фиока се држеше предметот Таргет Тврдина. Најчесто политичарите знаат да кажат ние не коментираме судски одлуки и пресуди, меѓутоа и вие, и владата, и одредени политички партии веднаш изреагиравте по одлуката на апелациониот суд во однос на предметот Таргет Тврдина. Ме прашувам директно, има ли во моментот, препознавате ли спрега помеѓу судството, обвинителството и извршната власт? Јас би бил склон, кога многу е тешко да дефинираш вака во една реченица со да и со не, дали постои спрега, зашто ти зборуваш за ентитети, зборуваш за целини во прашањето овде. Судство, обвинителство и извршна власт. Јас сум убеден дека секогаш, па и денеска, веројатно постојат индивидуални спреги меѓу луѓе во обвинителството со луѓе во судството. Постојат неспорни спреги кои дури се некој пати видливи, не се судски докажани, но се видливи меѓу истакнати поединци од бизнис заедницата, преведено народски меѓу најбогатите македонци, и тоа што нив им се случува секогаш кога ќе дојдат во близина на тоа да бидат санкционирани заради некое неправо кое го имаат направено, или кршење или заобиколување на законите. И веројатно предпоставам дека има спрега и со луѓе на различни нивоа во извршниот апарат. Меѓутоа тоа се и илјадници луѓе и не би бил склон да ги дефинирам така работите, дека постои, да кажам, неспорна спрега меѓу тие и тие. Значи знаеме, јас и вие, прекрасни поединци, врвни професионалци во судството, во обвинителството, кои немаат ама баш никаква врска, целиот живот работеле за плата, што велиме ние со крстот на чело, и нема никаква врска со овие ујдурми во однос на овие крупни случаи. Инаку да се вратам на првата ваша реченица. Никаде во светот не постои забрана за политичар да коментира судска одлука. Постои едно непишано правило, додека трае постапката, а сум на оваа позиција или си на некаква позиција, да не коментираш затоа што би можело да се почувствува као притисок врз судот додека решава. Тоа е решено. За жал на срамен начин. Тој преднат што го кажуваш. Меѓутоа, дури од кога ќе заврши, можам да кажам своја квалификација, дека таквото пресудување во наводници, инаку во случајот на застарување немало никакво пресудување. Едноставно во фиока се чекало да помине временски период. Таквиот начин на постапување не само што не оддалечува од Европската Унија. Постојано го велам, нас на второ, на трето, на 10-то место треба да ни биде што Европската Унија мисли за нашиот правосуден систем. Па за Нема верба, граѓаните немаат. За волја на вистината, председател, ниту Европската Унија, ниту Вашингтон немаат некаков позитивен впечаток во делот на доброто владење, корупцијата, криминалот. Ама нели е побитно нашиве граѓани што мислат? И ги знаеме, проценте 4, 8, 10, практично никаква верба во правосудниот систем. Уште пострашно е во делот на мислењето на граѓаните кои велат дека нема доверба во институциите. Се согласувам. Посебно во овој сегмент. Се согласувам, не зборуваме различно. Само сакам да ви кажам, нашите институции, ние, треба да работиме во интерес на нашите граѓани. Не да го правиме кејфот на некого надвор. Нашиве не се задоволни од нас. Нашите граѓани, нашиот народ не е за мене, од сите што сме повеќе или помалку надлежни за некои работи. Ако граѓаните се чувствуваат несигурни, ако компаниите се нестабилни поради бавните судски постапки, ако луѓето немаат доверба во државата, не ли ви се чини вам, како шеф на државата, дека овој проблем има и безбедносен карактер? Што правите како председател и што прави вашиот Совет за национална безбедност? Во делот на евентуалните безбедносни импликации, во однос на сите овие негативни појави што ви кажувате, вклучително и од широко раширената корупција. Советот за безбедност имал серија седници и на тие теми. Една од последните, например, беше во делот на сајбер безбедност. Се ќе речете како има врска со сајбер безбедноста со ова што ти го споменуваш во прашањето нефункционирање на институциите. Видовме со серијата бомби која се провлекува години, месеци и месеци назад. Овде видовме какви се можните безбедносни импликации и врз основа на договорено од таа појава и врз основа на договореното овде се направи нова методологија
Постои еден совет, претпоставам јавноста не го знае толку многу бидејќи не е видлив, толку као Советот за безбедност кај мене, за координација на служби се нарекува. Совет за координација на служби под премиерот, во кој членуваат сите директори на служби, војна, цивилна, разузнавање, контраразузнавање и се разбира Министерство за внатрешни работи и јавна безбедност, кои направија нова проценка на таа ситуација врз основа на заклучоците тука и врз основа на дебатите на тој совет за координација. И во изминатиот месец гледаме, според мене, драстично подобрување во насока на смирување на страстите и на емоциите на родителите и на децата. Сакам да кажам што можеме да направиме, но немој да заборавите, Советот за безбедност е сепак според уставната декларација, значи дефиниција е советодавно тело. Не е извршно кое командува и кој може да им каже на другите извршни органи ова и ова да го направите. Ние имаме надлежност да поднесуваме препораки до владата и до собранието. Тоа редовно го правиме. Поминаа речиси 6 години од собранискиот упад на 27 април. Делот обвинетите беа амнестирани, делот тие потоа и гласа во однос на потребата за Преспанскиот договор да се донесе. Дали денеска размислувате за национално помирување, обединување и амнестија? Морам да ви кажам дека, бидејќи почна од Преспа, па го поврза со гласањето за Преспа и амнестијата, законот за амнестија што е тогаш донесен во собранието, со подршка од власти од опозицијата, мисля дека ќе ме однесеш на друго поле. Сега имаме друга обврска повторно за уставни промени, дали евентуална идна амнестија или помилување и мое постапување на тоа поле, освен на парламентот, дали би можел да се доведе во корелација со луѓето кои лежат за 27 април. Веднаш да ти кажам, ако си имали најмала намера да ме прашуваш за тоа, еве ти одговарам однапред, а го повторувам со оваа фраза изминативе неколку месеци и вчера при посетата на австријскиот претседател. Велам, не би сакал да видам друг начин за да дојдеме до 2/3 и промена на уставот сега во однос на бугарите, освен дебата со опозицијата. Што е еуфемизам кој го користам неколку пати наназад, месеци наназад, за да кажам дека не би сакал да видам друг. Законот за амнестија кој е јавно гласан во собрание во тој период е еден од морковите кои беа користени за некои луѓе да гласаат за Преспанскиот договор. Ако ти не си убеден као пратеник, власт, опозиција се едно, што има некои луѓе кои се колебаат и од двете страни, во однос на последниве промени, потребни и во однос на Преспа. Ако ти не си убеден дека евроатлантската иднина на Македонија ја гарантира нашата иднина, сигурност и просперитет, и по моје убедување драстично ќе го намали иселувањето на младите, што е само за себе голема безбедностна закана, тогаш не знам зашто на друг начин би те убедувал со давање на нешто пари, привилегии. Значи, ја не размислам ни тогаш ни сега за било каков друг начин, комбинација, како ја нарекуваат, за да некого натераме од денешната опозиција, која има јасни позиции против промена на уставот, и да ги одоброволиме него. Ако ти не мислиш дека Европската унија е перспективата на Македонија и дека ова е најдобриот договор можен во даден историски и политички контекст и подобар нема да добиеш, таман да преговараш уште 20 години, тогаш нема друг, не сакам да размислувам за други инструменти со кои тебе би те убедил во спротивното. И сега се сведува председателе дека 2-3 личности завршија за дрешестки, останатите се спасија од големата афера прислушување. Екс-премиерот избега, дел од другите се спогодија со обвинителството. Затвор лежи Гордана Јанкуловска. Многумина ќе речат Гордана Јанкуловска храбро издржува за разлика од другите кукавици избега. Секој од нив е индивидуален случај. И индивидуално кривично дело за кои се судени. До овој момент, не велам дека не преюдицирам моје евентуално идно постапување, меѓутоа за таа афера, спомнувајќи ја поранешната министерка за внатрешни, беа тројца инволвирани, Груевски, тогашниот помошник министр за финансии во МВР и министерката, тогашни. Помошникот за финансии Јоко Поповски во неколку наврати бараше помилување и беше одбиен од комисијата која е тука кај мене формирана во кабинетот. Груевски никогаш не побарал таква работа, а Гордана Јанкуловска исто така.
Прашањето е сега, дали ние размислуваме за некои конкретни личности и конкретни дела од емоционален аспект? Ши, има нишка во вашето прашање во таа насока. Оваа жена единствена, машки ги издржа тие работи, другите големи јунаци и патриоти избега. Тоа е точно, тоа е политичка квалификација. Јас морам да се држам до она што е утврдено од судот. И плюс тоа, да не го поврзуваме третманот на господјата Јанкуловска во затворот, кој е дискриминирачки, точка, дискриминирачки, без било какви дилеми, можеме да разговараме на таа тема, со тоа дали таа би заслужувала скратување на својата казна. Во која смисла? После извесен временски период, бидам конкретен, да не биде некаква енигма позади тоа. Значи, само Идризово е затвор во Македонија. Само Идризово е затвор во кој има и женско оделение. Маживе, да бидам груп и директен, кои отслужиле одреден дел од казната, може да се пишат дека се жители на друга општина и да одат да отслужуваат казна во Струга, во Куманово, кај сакат. И тамо тоа се установи од отворен тип, да не кажемо туристички тип, посебно затворот во Струга. Знаеме случаи. Гордана Јанкуловска не може да побара, иако има одлежено, ако ја не се лажам, 2,5 години од досудените пресудените 4, не може да побара преместување, како машките затвореници, бидејќи нема од Идризово на друго место, каде што е во де-факто затвореното оделение, затоа што нема женско оделение во ниеден друг затвор во држава. И кој е парадоксот? Со одлежани 2,5 од 4 до сега, таа нема ниту еден викенд добиена да го види своето дете. Меѓутоа, тој тип на проблеми и на дискриминација, точка, дискриминација, не може да се реши со помилување од кај председател. Тоа треба да се реши на системски начин и за други жени затворенички и да се направат, да се променат правилниците, прописите и законите кои тоа евентуално го забрануваат. Значи, срамота е ако си маж, да речеме дури за предпоставено идентично недело кој си го направил, кривично дело, престап, да можеш по некое време да се префрлиш во затворот во Струга, кај што знаете дека одиш само на спиење, некој пат ниту за спиење. А ако си жена, не можеш да побараш преместување во друг затвор, затоа што во другите затвори, какви год да се условите, имаме и нови затвори, во Куманово нов затвор, нема женско оделение. Значи, тоа е дискриминација по пол. Председател Пендаровски, не се напишани се уште уставните амандмани, но се отвара дилема. Кога, како и каков опфат да има промената на уставот? Се појави и етничка лицитација, дали при отварањето на највисокиот правен акт да се отстрани и формулацијата 20% од граѓаните што го говорат со албанскиот јазик, или исклучиво да се фокусираат, односно политичките елити да се фокусираат исклучиво на промена на уставот во насока бугарската заедница да биде инкорпорирана како дел од преамбулата. Јас сум еден од, веројатно, неколкумината кои уште пред неколку години има јавно кажано дека мене не ми пречи ако формулацијата 20% од се замени со албански. Не мислам дека некој нешто губи. И не мислам дека имаме потреба 20 и кусур години по рамковниот договор да се зацкриваме зад еуфемизми. Сите знаеме дека станува збор за албанскиот јазик. Со бил сведок и за Преспа. И сега ви тврдам, и од практично искуство, иако секој од нас тоа го знае во држава, дека оној момент кога се отвара уставот заради некоја битна политичка задача или политички приоритет, као што е во овој случај, политички приоритет, зборувам, секој пат има политички субјекти кои додаваат и нешто друго што тие би сакале да го има во тој пакет. Меѓутоа, од искуство ви кажам, а тоа не учи и неодамнешната историја, секој пат кога ставате во таа торба или ставате на маса повеќе барања од она што е политички приоритет дефиниран од владата во тој момент, многу е тешко да го извлечете и политичкиот приоритет до крај и консеквентно во устав. Но секое додавање, тврдам, на ова што е во овој момент политички приоритет број 1 за нас, само ќе ја отежне целата процедура. Јас би преферирал таа постапка за промена на уставот да почне овој другиот месец најдоцна и да заврши пред август кога се колективните одмори на државните органи пред се на парламентот. Затоа што после тоа полека влегуваме во предизборна атмосфера, која и сега се чувствува тука и тамо, и атмосферата може да биде само полоша. И да кажам со сосема трети зборови, не мислам дека уставните, когод да се битен политички приоритет, јас тоа го тврдам дека се, би требало да бидат барем, не мислам дека треба 2 години или години и пол од усвојувањето на преговарачката рамка, па до 2024 да се бавиме само со Бугарија. Не мислам.
Помалку како да ретерирате од вашите позиции во однос на уставните промени, се сеќавам на последното интервју со вас кога го прави во септември, тогаш ја заговаравте тезата дека можеби не треба се избрзува со уставните промени, туку да сочекаме да се одржат избори, па потоа да се оди на уставни измени. Таа моја теза, да бидам најотворен со вас, во тој период кога било тоа пред неколку месеци, ја отворив и на средба со првите луѓе на владата. Нивниот став беше дека треба да се оди што е можно побрзо со уставни промени. Ја мислам дека е политички почесно, покоректно, бидејќи е јасно дека денеска немаме 80 гласа. Да имаме шанси да ги добиеме, меѓутоа имате апсолутно прецизен став на опозицијата. Дека нема да гласат. Велат, овој парламентарен состав нема мандат за такви работи. Ако е тоа така, во ред, дај да дадеме следниот парламентарен состав, они кои ќе бидат утре во некоја институција надлежни да решат два. Меѓутоа во владата сме таа поинаку и да не заборавиме, владата формално, правно го турка овој процес и ќе го истурка до крај. Конечно, јас немам мои пратеници, ниту сум самиот внатре за да гласам за или против. Тоа беше мој став тогаш. Ми реков во ред, ако сега одиме така, повторно од вас зависи, меѓутоа би требало наредниве 3-4 месеци тоа да го заокружиме. Навистина мислам дека огромна политичка енергија се потроши во држава на едно прашање за кое не требаше да потрошиме повеќе од пар денови за дебата. Препознавате ли помалку ретерирање на бугарските позиции во однос на релациите со Скопје? Од една страна, официјална Софија вели дека ескалираат односите меѓу Македонија и Бугарија. Паралелно, министерот за надворешни вели дека нема временска рамка до кога треба да се спроведат уставните промени, дека топката е кај нас. Дали се зависи исклучиво од нас? Временската рамка е прецизно определена. До крајот на ноември завршува скринингот и се вели во преговарачката рамка која усвоивме гласовме во парламент. А ако после крајот на ноември сакаме да продолжиме со преговорите, со конкретно отварање на кластерите, без уставни промени, не може. Што е таа временска рамка, меѓутоа тоа е помалку битното прашање. Да ви одговорам директно, не гледам никаква промена, ниту за милиметар, во државната позиција на Република Бугарија кон нас. Ниједна. Јас сум го објаснал тоа многу пати, па некои од тука кои се наводно многу поголеми европејци од мене ме советуваат да не одам со тој тип на реторика. Јас ви тврдам дека не зборувам за да добијам политички поени, зборувам за да ја опишам состојбата како јас ја гледам дека е реалност. Реалноста е дека ова е повеќе децениска државна политика на Бугарија кон така нареченото македонско прашање. И тврдам дека по усвојувањето, значи која оди длабоко во социјализмот или во комунизмот, и кај нив и кај нас, и тврдам дека серијата на отварање бугарски клубови кај нас, која почна веднаш по усвојувањето на преговарачката рамка кај нас, во нашиот парламент, не е случајна и неслучајно почна после јули. Затоа што тие од своите мегаломански националистички планови и барања кои ги има години уназад, а особено последните 2,5 години, во преговарачката рамка добија само бугарите во уставот. Дали вие, како шеф на државата, сте подготвени да го скратите вашиот мандат и да се оди паралелно во исто време поточно на предвременни парламентарни заедно со претседателски избори? Немам никаков проблем со тоа. Значи, гледате. Значи, вие сте подготвени Да. да го скратите вашиот мандат и да се оди на предвременни парламентарни заедно со претседателски, да речеме, напролет. Апсолутно. Ама не напролет, секако се изборите. Нешто порано. Ако скратувањето на мојот мандат од неколку месеци ќе помогне на државата Македонија да напредува во интеграциите или не знам во демократијата, уште денеска ќе поднесам оставка. Ако двете страни, нова голема, длабока за жал политичка поделба, власт и опозиција, веројатно невидена меѓупартиска поделба меѓу денешната власт и денешната опозиција, ако тие две страни мислат исто, дека мандатот или должината на мандатот на Стево Пендаровски е проблем за Македонија да напредува, именно меѓу другото и во интеграциите, не е ни мал проблем, никаков проблем не е истиот момент да си соберам плячките, како вика старите, да се заминам дома. Зошто владее таков политички анимозитет меѓу двете клучни политички партии во Македонија? И дали како претседател на државата не сметате дека е време да повикате лидерска средба?
И кога последен пат сте разговарале со Мицковски? Првата задача, најмалку наназад година дена, значи последната година наскоро немам никаков контакт со председателот на таа политичка партија. Првата задача која си ја зададов уште 2019 беше да направам тоа е мегаломански, помпезно е да кажам, јас сакав да ги помирам сега македонците меѓу себе и така. Као што на времето се занесувавме, зависи кој бил на власт, дека може меѓу македонци и албанци да се направи помирување. Помирувањето е историски процес кој не се случува со еден подпис во еден ден, со само еден документ усвоен. Тоа е процес кој се гради од најниско ниво, од обичните граѓани. И за тоа требаат генерации, требаат промени во едукативниот систем, на што ги учиме нашите најмлади уште кои ќе заодат во градинка или во прво оделение. Така што, меѓутоа, сите мои обиди, тогаш имав обид, паметам, таа 19-та, да не ги седнам на една иста маса, барем навивачките групи, со различен етнички предзнак. Значи, не можев да ги соберам затоа што дел од нив ми испоставија претходни политички барања, например, едните од нив бара да ако доаѓаат тука, да ја остранам таблата на која пишува Северна, а овие другите велеа дека треба да се извинат овие првиве за зверствата кои ги правиле, не знам, од 45-та до 90 и така натаму. Се однесуваа као класични политички партии. И во неколку наврати и после тоа се обидувавме да направиме. Ако паметите, последниот мој обид да се договориме околу терминот за претходните парламентарни избори, кој беа на 15 јули, тоа е последен обид да ги, тогаш беа кај мене, сам нека јавно го кажавме, тоа не беше тајна средба, Заев и Мицковски беа тука, и мојата задача беше, обидот беше, од секој од нив да издействувам макар по една недела од нивниот омилен термин за избори, да попуштат и за да дојдеме до некој термин. Значи, Заев да попушти една недела од неговиот посакуван термин и Мицковски една недела исто така. Не успев. Не успев. И 15 јули беше датум кој на крајот беше договорен на сосема друго ниво, затоа што тие имаат, не зборам само конкретните личности, зборам сите ние што сме од таа повеќе или помалку во таа политичка поделба на двата брега, да кажам, толку сме оддалечени едни од други што немаме никаква доверба. Доволно е само да кажа дека ти доаѓаш од таа и таа политичка партија и имаш блок на самиот во првиот момент за да зборуваш воопшто со тој човек. Пошто не следите тренинг, мој соговорник е председателот на државата Стево Пендаровски. Господин Пендаровски, постои ли опасност да западне во длабока политичка криза ако не успееме да ги спроведеме уставните промени, скрининг процесот остане на ова ниво како што сме сега? Вие велите, јас сум подготвен за доброто на државата да се повлечам да го скратам мојот мандат, но дали евентуалните предвремени парламентарни избори би биле решение? Јас се плашам дека и не само предвремените парламентарни, него и редовните кои се до година, ако бидат во редовен термин, нема да ги решат длабоките политички подлови. Затоа што причините за овие огромни политички подлови не се од вчера и не се формирани само затоа што премиерот се вика така, а лидерот на опозицијата овака. Ние имаме огромна дупка меѓу два, па и некои пати три големи политички блокови, кои за жал не само последниве години, со години наназад се гледаат преку нишан. Сам ме праша во минатото прашање, ако не са предходното прашање, еден, нити не треба неколку емисии за тоа се разбира, треба социолошки, психолошки и политички анализи да правиме, меѓутоа од многа. Мислам дека во многу придонесе за да се волоши состојбата 27 април. Затоа што оние кои во тоа време беа власт и го инсценираа тој настан, значи напад на парламент не е виден во Европа векови назад, не почувствуваа потреба ниту да се извинат, не на овие само кои ги напаѓа, целокупната македонска јавност, и што е најтрагично, воопшто внатрешно не се реформира. Значи во таа политичка структура имате актери директни и индиректни, кои не беа фатени со судски процеси, меѓутоа во политичка смисла и тоа како го поддржуваат тој грозен чин, си остана на тие позиции. Судството во меѓувреме знаеме дека и во судскиот дел не ја заврши работата. Не ја заврши. Кој верува дека за 27 април е виновен, еве да шпекулирам без спомнување на имиња, дежурниот во 192 центар, кој иначе лежи, не знам, 13, 14, 15 години. Сите знаеме кој го организираше, кој го осмисли тој чин. И се знаеш кога удира. Или, например, тоа сум го кажувал, па ме прашува, сака мислиш да го помилуваш. Не, кажувам отворено. Каква е вината на Трајко Велјановски како тогашен спикер на парламентот? За таа казна која има добиена во прв степен.
Да не продолжам понатаму, пошто уште не е завршена постапката. Во првостепената пресуда пишува затоа што ја водел седмицата на таков начин што го повредил деловникот. Не велам дека не го повредил деловникот. Ма и да го повредил деловникот. Трајко Велјановски има ли докази дека ги организирал толпите, луѓето да влегуваат внатре? Ако има пеќи, ама ако нема, за лошо водење на деловник се вели тој беше лош спикер на парламентот. Ама не се вели дека организирал бунт за насилно рушење на уставот и на државата. Сега да ви кажам, судски не ги завршивме тие работи. 27. април судски не е дорасчистен со инспиратори, организатори и така натаму. Политички никакви реформи, никакви извинувања за тоа што е навистина лошо направено. Си продолживме као да не се случило ништо. Дојде НАТО, дојде Преспа, дојде други предизвици, еве се Европска унија. Меѓутоа таа рана остана незатворена и незалечена. Председател Пендаровски, каде бевте вие на денот на одбележување на 3-годишнината од членството во НАТО? Врховниот командант го немаше на денот на НАТО во касарната Илинден. Дали е тоа порака од СДСМ до вас или вие му праќате абер на Ковачевски дека не се согласувате со дел од неговите политики? Не, значи не знам дали е тоа порака од СДСМ кон мене. Па симптоматично што не се појавува. Ќе треба да ги, меѓутоа да знаете, постои така наречена правилна ротација, онаму на настани каде што зборува премиерот, не зборува председателот. И затоа на тој чин ја имав представници од мојот кабинет и на сите други настани. Онаму каде што зборувам ја, премиер и председател обично не само во ЮН, туку и внатре во државата, не се затекнуваат на ист настан. Особено не како говорници. А ако претходно е решено, како што беше предложено од Министерството, да се обрати премиерот, нема логика да се обраќам и ја, бидејќи 20-та за исти настан, не знам, треба да е 30 години независна Македонија, па зборувавме сите поред, така што тој тип на ротација се применува. Ја кај што сум присутен и зборувам, премиерот не зборува, ако е присутен, ако не праќа представници и обратно. Ако пред 6 месеци кога последен пат разговаравме, рековте дека не размислувам за председателски мандат, дали денеска размислувате за втор мандат? Ти ме прашуваш се дали би го скратил мандатот? Сега обратно е тезата. Се шегувам. За председателски мандат, евентуално, втор или кандидатура за втор мандат би размислувал некаде, веројатно, здравје Боже, после Нова година. Значи, тие неколку месеци пред да се случат тие избори, ако не ме изфорсираш да го скрата мандатот, значи негде после Нова јануари, февруари, затоа што би сакал да видам во тој момент дали ќе имам политичка поддршка од политичките субјекти, односно партии, и воопшто што граѓаните, практично на крајот на мојот мандат, мислат за мојата досегашна работа. Не би сакал по секоја цена да се туркам ако мојот рейтинг меѓу граѓаните и меѓу политичките субјекти кои се нужни за евентуална кандидатура е низок. Да не бев председател и јас би си заминал од државата ноември 2019 година, ова е ваша изјава. И сега моето прашање можеби претпоставам дека е легитимно, кој не би сакал да си замине од државата, особено младите, кога министерот за образование денуве признава, вели, ние немаме како држава пари да ги обезбедиме сите учебници за средно образование. Речиси, секоја година ни се случува истото сценарио. За таа изјава е дадена на една тркалезна маса во Нови Сад. За таа изјава бев многу критикуван, не многу од моите блиските. Вели, што ти треба таа изјава? Мојот принцип во политиката секој пат бил да ја кажувам вистината колку и да е непријатна за слушање. Значи, замислете, еве го бекграундот на таа изјава, за жал не гледам дека нешто битно се променило, и мајќи ги во предвид последните истражувања на јавно мислење, кои и последниве потврдуваат дека маса средношколци, огромни бројки, кога би можеле би замиле надвор да го продолжат своето школување, а завршени дипломци, дипломирани студенти би барале работа било каде, само не во својата родна земја. Че ако ние чекавме 17 години за да почнеме преговори со Европска унија, ако во меѓувреме добиваме небулозни барања за јазик, за идентитет, небулозни барања, за да продолжиме понатаму со интеграциите, и ако сите знаат дека секој следен влез во Европската унија на секоја следна земја е подолг од претходниот, да не забораваме, последниот Хрватска преговараше 7 години, и са ти кога си на 20 и неколку години, на тие години, и си соочен со оваа перспектива, и имаш само еден живот, како поинаку би кажал? Би рекол, не, ја и по цена на не знам што, ја би останал овдека. Јас сум македонец,
кој многу си ја сака својата земја Македонија, меѓутоа не можам да ги лажам луѓето и да кажам останете овде, идеално е, во Германија нема да ви биде подобро. Тоа е позадината и мотивацијата. Тогаш бев во првите месеци од мојот мандат. Нема валјда некој да ме обвини дека сум собирал популистички поени. Можам да ви кажам, не постои еден единствен, да го наречам обичен граѓанин на мојава Македонија кој ме сретнал после тоа на улица и не ми рекол браво, добро рековте. Се согласувам потпуно со вас. И сега ме праша што да направиме и што вие како председател правите. Само со индивидуален пример, работејќи си ја својата работа, само за плата, не за други синекури, и тоа е единствениот начин. Ако сите или повеќето од функционерите правиме така, државата ќе процвета. Државата ќе биде, како велеше еден друг бугарин, Швајцарија на Балканот. Кога сме кај платата, тука ќе го завршиме ова интервју. Неодамно останавте без плата, вашиот кабинет. Сте направија одредени измени уставни. Уставниот суд направи одредени измени. Дали сте сега задоволни? Знаете, тоа беше друга една ситуација. Имавме, не јас, администрацијата во парламентот имаше, во кабинетот, имаше договор со синдикатот на УПУС за 5% плюс. Во рамките на нешто ни е буџет определен од финансии. Тогаш прво што искоментира е дека каде сгреши Пендаровски што не му дава министерот го скрати правото. Не, значи тоа е друго. Ова што вие го кажувате, мислам дека одлука од пред 2 или 3 дена на Уставниот суд е поразувачка. Ја би сакал да го искоментирам пред воопшто да стане тоа предмет во јавноста. А треба да стане. Уставниот суд поништува еден член од Законот за плати, во кој платите на функционерите, председатели, пратеници, министри, се врзани со коефициенти. Трите председатели кај нас држава, влада, собрание, например, јас имам 4,5, коефициент 4,5. Значи 4,5 просечни плати. Меѓутоа, просечната плата денес во Македонија 32.000 месечини, а основицата на која се рачунат тие 4,5 плати, просечни, е застаната некаде 2012. Не е менуван. Уставниот суд сосема коректно, правнички, вели, ако пишува председателот прима 4,5 просечни плати, Завод за статистика официјално вели, тоа е официјална институција, просечната плата е 32.000, рачунајте се пута 4,5 и плюс стажот. И тоа важи за сите функционери. Значи, од аспект на правото, Уставниот суд е во право. Од аспект повторно на кривичниот законник, непочитување на одлука на Уставен суд е кривично дело, што мораш да почитуваш. Меѓутоа јас сакам однапред со време што се вели да апелирам до владата да го промени тој дел од Законот за плати, значи со еден додавање на еден член и да каже, бидејќи ситуацијата знаеме сите, невкусно е мојата плата од сегашните 93.000 да биде, не знам, 150.000 или на премиери, на спикер на парламент или на министри од сегашни 80 да биде 130. Во оваа ситуација, кога велиме дека имаме кризи кои се мултиплицираат и само се засилуваат, со овие цени на продукти, со оваа инфлација, со војна во Украина, со перспективи кои се нејасни од аспектот на војната, сите пазари се понеметија и сега во овој момент мене и на функционериве да ни даваш плата поголема за 50 или 70%. Значи, велам, правнички е коректно, ако владата мора да направи брза интервенција во Законот за плати и да каже, например, не мора да биде мојот коефициент и нивниот 4,5 или 3,5, нека биде 2. Мораме да ја носиме оваа криза и економски и секаква еднакво на плеќите. Не е да зголемуваме плата кога сите други од двај крпат крај со крај. Ви благодарам за интервјуто и за издвоеното време. Благодарам на поканата. Поштовани гледачи, тоа беше представителот Стево Пендаровски. По кратката пауза за реклами следуваат и останатите содржини за ово издание на Трилинг. Следете не. А во продолжение, бизнес заедницата декларира став дека брановите на замрзнување на цените не е решение за зауздување на инфлацијата. Се уште е неизвестно дали наскоро престои ребаланс на буџетот, поради лошиот старт со наплатата на даноците. И третото поле на неизвестност е како увезената работна сила од далечниот исток ќе го компензираат акутниот недостиг на работна сила. Во едните минути следува разговор со универзитетскиот професор Дарко Лазаров околу економските предизвици кои ни престојат. Видете, јас мислам дека владата задоцни со дел од тие мерки и навистина долг период го игнорираше овој феномен, односно ова неповолна состојба со тоа што практично на некој начин изјавуваше дека инфлацијата е само увезена. Меѓутоа, од друга страна, она што е важно да се потенцира е тоа дека дел од мерките кои што владата се обидува да ги преземе се непазарни
мерки и се во голем дел во некоординација со бизнис секторот и она што вие го кажавте, практично реакцијата на бизнис секторот дека едноставно овие мерки нема да влодат со плод во делот на забавување на таа инфлација. Само за илустрација ќе ви дадам и од тука е претпоставам и паниката на владата со преземање на овие мерки е тоа дека во првите 2 месеци од 2023 година наместо да имаме забавување на стапката на инфлација, имаме нејзино зголемување некаде околу 17% во првите 2 месеца во однос на истиот период лани. И она што исто така е битно е тоа дека практично овие мерки се времени мерки и веднаш по нивното завршување постои голема опасност да цените повторно продолжат да растат доколку владата паралелно со ова не преземе дополнителни мерки во делот на поддршка на бизнис секторот. Бизнис секторот, односно Стопанската комора на Македонија, вчера во официјално соопштение излезе со конкретни мерки во делот на поддршка и стимулирање на приватниот сектор во насока на забавување на стапката на инфлација. Дополнително, она што е куриозитет во овој период е тоа дека владата во исто време нели презема некакви мерки за забавување на инфлацијата, меѓутоа од друга страна на некој начин дополнително е стимулира инфлацијата со вештачко зголемување на платите во економијата. Нема ниту една економија во светот која се бори со инфлацијата во исто време преку замрзнување на цените и зголемување на платите во економијата, затоа што на крајот на денот видовме дека тој процес на вештачко зголемување на платите дополнително ја намалува куповната моќ на граѓаните, имајќи во предвид дека во изминатиот период имаме намалување на реалните плати во економијата. И покрај тоа што номиналните плати растат некаде со 10%, стапката на инфлација која што е со повеќе од 14-15% ја јади, односно ја намалува таа реална куповна моќ на платите. Од една страна практично имате намалување на куповната моќ, а од друга страна немате забавување на стапката на инфлација. До сега се велеше дека инфлацијата е увезена, како што вие велите. Што е решението за стимнување на инфлацијата? Видите, ова ситуација сега во моментот не е воопшто наивна. Повторно мислам дека решението е да едноставно се седне на маса со бизнис секторот и да се понудат вистински реални мерки кои што ќе бидат во насока на забавување на инфлацијата и тој тренд кој што произлегува де факто од зголемување на цените на суровините, на инпутите, на енергенсите, меѓутоа и од друга страна вештачкото зголемување на очекувањата од страна на креаторите на економските политики во делот на раст на платите и така натаму заживување на економијата и слично. Какви мерки се неопходни? Вие велите потребни се мерки, какви? Па видете, владата треба да им помогне на компаниите во делот на нивно структурно трансформирање, меѓутоа тоа би одело на некој среден род. Она што адхок може брзо да се направи во делот на мерките е да се помогне на компаниите во делот на набавка на суровини, да се искористат сите алатки кои што и стојат на располагање на владата, кои што ги користат западните економии, меѓутоа на страната на заштита на загубите на компаниите кои ги прават поради изголемување на цените на суровините и цените на енергенсите во изминатиот период. Но во изминатиот период владата излезе со сет на мерки за субвенционирање меѓу другото и на компаниите, со цел да им помогне во обид да се амортизира ударот од кризата. Да, меѓутоа, пак ќе речем, тоа беше задоцнето, затоа што ако се вратите, да се вратиме назад, владата почна да најавува мерки за реалниот сектор уште мај-јуни 2022 година, видовме дека субвенционирање на цените на конкретно на електричната енергија се случија во декември. Така да тој период владата ги остави, да речем, бизнисите во една голема неизвестност, а од друга страна дополнително ги зголемуваше нивните трошоци на страната на понудата и производството преку вештачко зголемување на минималната плата, кој што едноставно компаниите мора да го калкулираат во своите цени. Дали може би бизнес заедницата, освен што постојано бара помош, поддршка од владата, редно време е обратно да се сврти тезата дека и големите бизнисмени треба да го одврзат понекогаш и кесето самите, па и да си ги вреднуваат пред се своите работници. За потоа да не се доведе до ситуација имаме проблем со недостиг на работна сила. За жал, јас мислам дека постои тука едно отсуство на вистинска, реална координација помеѓу овие два
сегменти, односно чинители, а тоа се креаторите на економски политики и компаниите, и мислам дека конечно тука треба да се направи еден сериозен исчекор, вклучувајќи ја дури и академијата, затоа што на крајот на денот и образованието е важен чинител во развојните процеси на една национална економија. Кога ме прашувате во делот на економските политики и барањата на компаниите, имајте во предвид дека нема економија во светот кој што не го поддржува приватниот сектор во неговиот развој. Ние треба да го гледаме тоа како добра позитивна работа, бидејќи на крајот на денот таа помош кој се обезбедува на приватниот сектор, државата го враќа со приходи по основ на даноци од една страна, и од друга страна приватниот сектор е тој кој што е моторот на развојот на секоја економија, и тој е сектор кој што ги креира работните места на крајот на денот во една економија, и ние треба на тој начин да ги гледаме работите, бидејќи сите развиени економии ги гледаат на тој начин. Имате голем број на примери дури и во периодот на кризата, каде што владите и во рамките на Европската унија одвојуваат големи износи на средства за поддршка на приватниот сектор со цел справување со оваа криза низ кој ние минуваме како земја, меѓутоа минуваат и останатите земји на глобално ниво. Сведоци сме дека се продлабочува финансискиот јас. Што е решението во вакви околности? Во смисла на дистрибуција на доходот или во некоја друга смисла? Видете, ние како земја во делот на развиеност и дистрибуцијата на доходот може да кажеме дека има одредена нееднаквост, како што има и во другите пазарни економии. Меѓутоа, од друга страна, мора да бидеме сведоци на тоа дека Македонија има ниско ниво на економска развиеност во однос на останатите земји, ако тоа го мериме низ призмата на бруто домашен производ по глава на жител како најсинтетички индикатор. Тука навистина мораме системски и сите заедно да работиме во насока на градење на еден одржлив економски модел кој што ќе испорача повисоки стапки на раст, кои ќе овозможат одредено забрзување на процесот на конвергенција или приближување кон нивото на развој на високо развиените земји, и она што вие го кажавте, намалување на тој финансиски економски раст јас кој постои кај нас визави останатите земји од Европската унија. Централната банка предупредува на рационалност во потрошувачката. Сега се наметнува прашањето, ако човек нема, што ќе троши? Видете, она што јас би го искоментирал во делот на Народната банка е тоа што конечно гувернерката во една јавна изјава кажа дека владата треба да престане со вештачко зголемување на платите во економијата, бидејќи во овој период тоа на некој начин има негативно влијание за сузбивање или борба со зголемување на цените во економијата. И конечно креаторите на економски политики место да гледаат на страната на побарувачката, треба да почнат да гледаат на страната на понудата во делот на поддршка на компаниите, пак ќе речам, со цел зголемување на продуктивноста, технолошка модернизација на нашата економија, преструктурирање, односно насочување кон сектори кои имаат повисока додадена вредност, бидејќи само на тој начин може да очекуваме креирање на работни места кои ќе бидат високо платени, и само на тој начин може да очекуваме некој позитивен тренд на зголемување реално и одржливо на платите и на стандардот на нашите граѓани. Професор Лазаров, во бизнисот не достигаат околу 10.000 работници. Колку институциите, фирмите, бизнисот и општеството е подготвено за вклучување на квалификувана работна сила од далечниот исток? И дали тоа би било решение? Видете, јас би зборел од една поинаква перспектива, затоа што, внимавајте, се уште во Македонија има висока стапка на невработеност и има се уште неискористен работен потенцијал кој може да се стави во функција. Јас не сум видел земја кој што има стапка на инфлација од 15%, стапка на невработеност од 15%, а во исто време да увезува работници. Тоа значи дека ние прво треба да работиме на преквалификација, зголемување на мотивацијата и активни мерки за ставање во формалната економија и на пазарот на трудот на оние кои што се невработени од една страна, и од друга страна јас мислам дека треба повише да се фокусираме како да ги вратиме оние наши граѓани кои што во изминатиот период се иселија, особено оние кои што имаат високо ниво на квалификација, вештини и човечки капитал, бидејќи само на тој начин може да градиме перспективна и развојна економија. Професоре, дел од вашите колеги велат не е проблемот дека не недостигаат работници, туку треба да се свртиме самите да се погледнеме и да го одврземе кесето со тоа што ќе им изголемиме платите на работниците.
работници и квалификуван кадар има, но проблемот се платите. Се согласувам дека проблемот се платите, меѓутоа ние во делот на зголемување на животниот стандард и платите на граѓаните треба да работиме на еден поинаков начин. Односно, тие средства, да речем, кои што владата ги издвојува за економски политики, треба да бидат насочени кон зголемување на продуктивноста, затоа што ние како земја еден подолг временски период, ја би рекол 30 на години, имаме системски проблеми со нашата економија. Најголем дел од секторите се трудоинтензивни индустрии, најголем дел од работните позиции во Македонија се базирани на ниска технологија, користење на застарени производни процеси и така натаму, и тоа е еден дефект кој што на некој начин има негативни импликации врз можноста фирмите да креираат работни места кои што ќе бидат високо платени. Тоа е од една страна, од друга страна, она што исто така е битно кај бизнис секторот е да се обиде и тој сам со своји ресурси, со своји средства да се модернизира, бидејќи бизнис секторот веќе свати дека тој концепт кој што во еден сегмент одредена група на представници на бизнис секторот го користеа во делот на ефтина работна сила и така натаму, веќе се напушта затоа што имаме ограничени работни потенцијали. Од тој аспект сите веќе во општеството сваќаат дека едноставно дојде моментот да ние како економија влеземе во едни сериозен процес на преструктурирање каде што ќе работиме и фокусот ќе ни биде ставен на зголемување на продуктивноста, технолошка модернизација, дигитализација на процесите, особено вклучувајќи во јавниот сектор, бидејќи само на тој начин можеме да креираме работни места кои се високо платени. Не постои во историјата на економијата, во искуствата на другите земји, ниту во економската теорија поинаков начин на зголемување на платите, односно зголемување на животниот стандард на граѓаните. Професоре, ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и на вас. Поштовани гледачи, по кратката пауза за реклами следува и следната содржина, а тоа е Марија Димишкова со нејзиниот соговорник Владко Огњановски. Следете не. Повеќе од 20 години работи како преведувач за теми посветени на Европската Унија. Што значи да се биде македонски преведувач на едни од најважните историски политички настани во Брисел и каква е улогата на македонскиот јазик кога станува збор за европските институции? Вечерва во Трилинг зборувам со господинот Владимир Огњановски. Добро вечер и добре дојдовте во Трилинг. Добро вечер, добро ве најдов. Огњановски, македонски преведувач во Брисел. Многу често Брисел се толкува како главен штаб на Европската Унија, на НАТО и на европските институции. Како од професија економист завршивте во преведувачката приказна? Како и повеќето работи што се случуваат во животот случајно. Едноставно, јас магистрирав во Америка, добро го знаев јазикот и до 90-тите, крајот на 90-тите години, кога и немаше толку луѓе што се занимаваа со оваа професија, ме повикаа да преведувам кога доаѓаа некои консултанти и така полека влегов во тие води и се најдов себе си во професијата. Дури имам обичај да кажам дека некој да ме прашал што би сакал да работиш во животот, не би ни можел да помислам дека постои ова, ама навистина ми легна. Кои квалификации треба да ги поседуваат луѓето кои што се занимаваат со овој занает, може така да се нарече? Па може да се каже и дека е занает, но е професија и сакам да направам тука една дистинкција помеѓу професиите на преведувач и толкувач. Значи преведувач е некој кој што работи со превод на писмени документи, нашата професија на англиски се вика interpreter, односно conference interpreter, кај нас се вели толкувач. Значи ние преведуваме говор, а други преведуваат текст. Пред се мора да има одлично познавање на двата на јазиците на кои што преведува. Особено мора да има добро познавање пред се на мајчиниот јазик, бидејќи во принципите на преведување во Европската Унија се дека секој преведува на својот мајчин јазик. Многу малку, особено малите јазици го работат тоа, мора да преведуваат и кон друг јазик. Затоа велам, преведувачот пред се мора добро да го владее мајчиниот јазик и да има извонредно познавање на јазиците од кој што преведува кон својот мајчин јазик. Доколку преведува и кон така наречен Б-јазик странски, мора да има извонредно владење, но не е само тоа. Мора да има извонредно познавање и на моменталните политички случувања, да има широки познавања од економија, од политика, од филозофија. Мора да има извонредна општа култура.
Имаме ли ние обуки за преведувачи во земјава? Обуки за преведувачи нема, постои факултет за превод и толкување и постојат постдипломски студии на ниво на магистерски студии кои ги финансира Европската комисија за обука на толкувачи. Се раѓа ли желба кај младиве кадри за овој тип на професија? Досега некој од вас побарал ли совет можеби за начинот на работа? Не побарал совет. Дали има желба, знам дека има многу нови толкувачи кои што работат во моментов на пазарот, особено во Македонија, бидејќи навистина е тешко да се пробиеш да работиш на странскиот пазар. Дали има доволно, дали има во моментов, не знам, но има, можам да кажам дека се чувствува сериозно зголемување на бројот на толкувачи, да речеме, ако направиме споредба од почетокот на 2000-тите години и сега, да, има зголемување на, што не мора да значи дека има и зголемување на квалитетот. Зголемен е обидот. Знаете, кај нас постои понекогаш и некое сваќање дека детето знае англиски, супер, може и да преведува. Пушти го да преведува. Да, па не е баш така. Пред речиси 3 години, прва ЕУ пресконференција за Западен Балкан со превод на македонски, споделивте тогаш една јасна фотографија. Не е со превод на македонски, морам да ве прекинам тука. Преводи на македонски јазик во Европската комисија се преведува уште од 99-та година, од 2002-2005. Но тогаш, настанот за кој што вие зборувате, тогаш се покрена, претпоставувам дека зборувате во 2008 кога почна скринингот. Се покрена прашањето дали постои, дали се преведува на македонски јазик и какви биле ознаките на кабините. И тоа беше сензација во голем број од нашите медиуми. Каква е улогата на македонскиот јазик во европските институции? Во европските институции секој јазик си има еднаква улога, но Европската унија се стреми кон така наречен мултилингвализам и постојано тоа го потенцира. Што значи тој мултилингвализам? Секој говорник кој што учествува на некој настан на Европската комисија или во Европската унија да може да се изразува на својот мајчин јазик. Зошто е тоа така? Затоа што да не биде тенденција институциите кои што учествуваат на тие средби со станоци да ги испраќаат оние кои што најдобро знаат англиски јазик, туку или некој друг јазик, туку да ги испраќаат најдобрите експерти од темата. А потоа, тука сме ние професионалците, да го преведеме тоа на јазикот на кој што ќе не разберат. И секогаш кога зборуваш на мајчин јазик, фактички ние не преведуваме само за слушателите, него што директно не слушаат, туку преведуваме за уште 27-те кабини или колку има јазици кои што од нас потоа го преземаат тоа што ние ќе го преведеме од македонски на англиски и го преведуваат на другите официјални јазици на Европската комисија. Фактички тоа за мене можам да кажам дека беше, како да кажем, еден пресврт во професијата кога почнав, кога ги полагав тие тестови за акредитација. Пред тоа имавме впечаток дека ние преведуваме за тие што не слушаат, но сосема е различно кога ти преведуваш за тој што тебе те слуша, а сосема различно кога треба на ум да имаш дека твојот превод треба да го преземат уште десетина, дури 25 кабини кога се сите јазици и тоа да го преведат на својот мајчин јазик. Следствено на претходното прашање, според анализите направени во 3 министерства во 2018 година, повеќе од половина вработени никогаш немале искуство да пишуваат или да читаат акти на друг јазик, освен на македонски, вака покажува анализа на една невладина организација. Каква е ситуацијата денес, односно, ајде ќе го земам за пример собранието. Какви луѓе работат во собранието, односно дали се квалификувани луѓето кои што работат како преведувачи во моментов? Не можам да зборувам повторно за тоа што е превод, бидејќи немам пристап до тие документи и не можам да ги коментирам, но можам да кажам нешто, иако и за тоа не сум компетентен, но сепак можам да спомнам за работата на толкувачите. Во Македонското собрание се преведува претежно од албански на македонски јазик. И тие што преведуваат претежно се албанци, не се македонци и понекогаш не сите, велам има исклучоци, имаат малку проблеми со изразување на мајчин јазик, затоа што преведуваат кон својот, условно кажано, Б јазик.
кога би тоа биле македонци кои што македонскиот би бил мајчин јазик, а би имале добро разбирање на албанскиот јазик, тогаш толкувањето би било многу по-добро за македонскиот слушател. Но тука морам да се осврнам на една друга работа. Морам да им одадам признание на тие колеги кои што работат во македонското собрание, затоа што работат под извонредно тешки услови. Прво, работат за минимални плати, второ, условите, да ги тргнеме платите на страна, но условите под кои што работат, долготрајни сесии, само двајца толкувачи да работат 10 часа без паузи, да работат до ниедно време, до ноќни часови, јас не би им позавидел на тие работи, затоа што, знаете, например, правилата за услови за работа во Европската Унија дека работат секогаш по тројца преведувачи, тројца толкувачи во кабина и се менуваме на по максимум половина час. Состаноците не смеат да бидат подолги од 4 часа и меѓу нив мора да има саат и пол пауза. Работниот ден не смее да биде подолг од 10 сати вкупно зборувајќи, имајќи ги предвид паузите. Замислете ги тие колеги кои што седат во кабина и кои што дури ни кабините не се изработени согласно ИСО стандардите, да поминат цел ден, бидејќи тоа е нивната канцеларија. Знаете, кога јас одам на работа, мојата канцеларија денеска е кабината кај што работам. Да поминуваат по толку часови. Само двајца да работат, јас можам само да им симнам капа и за тој квалитет што го даваат. Министерката за надворешни работи на Германија, Аналина Бербок, престојуваше минатата недела во Скопје. Фокусот на разговорите беше пристапувањето кон Европската Унија, се сретна со државниот врв. Особено потребата за уставни измени како неопходен чекор кон Унијата. Каков е вашиот став по ова прашање? Ваша преведувачка страна. Не би сакал да го коментирам политичкиот аспект од ова, но и не сакам воопшто да спомнувам за референдумот и за сите тие работи, но можам да кажам една работа, дека доколку нема некаков исчекор на било кој начин, процесот на преговори ќе запре во оној момент кога ќе заврши скринингот. Фактички ние нема да преминеме во втората фаза на преговорите, кога започнуваат преговорите. Сега е фазата на скрининг, прво беше објаснителен, сега е билатералниот скрининг. Секако за мојата професија патот на Македонија кон Европската Унија е од голема полза за целата професија, бидејќи се повеќе и повеќе луѓе ќе има потреба да работат во европските институции, квалитетот на работата ќе се подигне. Колегите кои што досега не работеле на надворешен пазар, туку работеле само тука, ќе видат колку е различно, колку се подобри условите, не само финансиски, него условите за работа на тој пазар, и се надевам дека тоа на некој начин ќе придонесе да се подигне значењето, сваќањето на оваа професија и на домашниот пазар, така што и тие услови да се пренесат малку тука. Секако дека тоа ќе има едно позитивно влијание и секако тоа не е само за преведувачката професија, него тоа ќе биде за целата, за сите граѓани на нашата држава. Господине Огњановски, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинг. И благодарам на поканата, се надевам дека ќе ги оправда вашите очекувања што ме поканивте. Толку за вечерашното издание на Трилинг. Довидување од мене и ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. Довидување до тогаш.